Воздухот во Скопје чист како чад од масовен пожар. 189 микрограми на метар кубен од најотровните ПМ чистички. Ваков воздух Скопјани вдишуваат за добро утро, а загаденоста е речиси иста како онаа што лани ја создала прекривката чад од ужасните пожари во Калифорнија, анализира New York Times. За време на пожарите во кои изгореа цели шуми и населби во областа, воздухот достигна загаденост од речиси 200 микрограми на метар кубен, со што влегува во опсегот на многу нездрав, кога на луѓето не им се препорачува да излегуваат од дома. Годинава загадувањето во Скопје достигна границата од 189 микрограми на метар кубен, ниво што се води како многу нездрав воздух. Освен Скопје, и во Куманово деновиве се вклучува црвениот аларм за загаденост, па мирните станици за квалитет на воздухот бележат и до 3 пати поголемо присуство на ПМ чистички над дозволеното. Во меѓувреме, премиерот Заев признава оти и државните институции, министерства, градинки и училишта се вбројуваат во долгата листа на загадувачи на воздухот, но вели, ќе се гасифицираме со јавно-приватно партнерство наскоро. Јас верувам дека имаме капацитет до крајот на годината или почетокот на следната година да ја донесеме постапките за јавни-приватни партнерства и концесии за гасификации по градовите. Јас најавив дека најголеми корисници на екстра лесното масло за грејење тоа е нафта обоена од црвена боја. Исто загадуваче како другата нафта. Се греат детските градинки, училиштата, болниците, најмногу и други државни институции. Ќе окинеме веднаш после грејната сезона. Загадувањето на воздухот е причина за смртност на околу 3000 лица годишно во земјава, а и еден од главните ризик фактори за смртност во светот.